буквата К. Кермес. Изграден е во втората половина на 19-тиот век, а урнат во 70-тите години на минатиот век, кога настанала трансформација на угостителите. Дефиницијата на зборот кермес според дигиталниот речник на македонскиот јазик е забава што се приредува во природа на отворено. Кафеаната била изградена во 70-тите години од 19-тиот век, кога Скопската општина и Скопскиот валија го формирале паркот Ислахане, денешниот градски парк. Всушност, станува збор за кафеаната Ислахана, подоцна Кермес, проектирана во 1919-тата од архитектот Гаврило Томиќ, кој се вбројува меѓу првите градители по завршувањето на Првата светска војна. Во сутеренот на објектот бил сместен музеот на препарирани животни. Интервенции на архитектурата по градењето на објектот вршел Михаил Дворников. Првобитните граници на градскиот парк биле засадените пирамидални тополи, кои ја исцртувале границата на паркот околу ресторанот Кермес. Објектот бил оштетен во земјотресот од 1963-та. На платото пред Кермес биле приредувани и концерти од страна на градскиот оркестар. Во 30-тите години од минатиот век во кафеаната бил сместен дел од збирката на Природно-научниот музеј, кој бил основан од инвентивниот доктор Станко Караман. Во тоа време тој представувал еден вид на музеј. Данило Коцески пишува за користењето на дворот на ресторанот за традиционалното празнување на Ѓурѓовден од страна на ромите, кои претходно го славеле овој празник на калето кај француските гробишта. Тука во таа прекрасна природа, жените во својата најубава носија, а мажите во елегантни костуми, бели кошули, вратоврски и фесови ја искажувале својата голема дарба за музика, за песна и за танц. Компанијата на Костовски го купи ова место од бизнисменот Зоран Азманов уште во 2004 година, а на 13 март 2005 доби одобрение за градба плаќајќи на општината Центар 355.000 евра за комуналии. Но проектот со кој се предвидуваше Кермес да прерасне во хотел со 4 звездички и неговите димензии да се зголемат од 420 на 3250 квадрати во основата и од 4,9 на 10,9 метри во висина предизвика остри реакции во јавноста. Со поништување на дозволата беше запрена изградбата на Кермес, а општината ја запре градбата со образложение дека не е почитувано мислењето од Градскиот завод за заштита на спомениците на културата, а Кермес ниту во еден документ не е ставен како заштитен споменик на културата. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.